Македонија на врвот во Западен Балкан според енергетската транзиција. Гостин во студиото Игор Панчевски, електроинженер, ќе ни каже што подетално и поточно е неговата професија. Добро утро, Игор. Добро утро, Пенко. Електроинженер, меѓутоа тоа е општ поем, нели? Што конкретно работите во моментов? Најпрво да се заблагодарам на поканата, Бранко. Темата што сте избрале е одлична и морам да признам дека треба да биде многу повеќе актуализирана во медиумите, затоа што обрачот околу Македонија се стега, затоа што треба да ги исполниме одредени директиви кои што сме ги преземале во нашата регулатива и треба да се направи малце поголем притисок во оваа насока. Инаку ја работам во делот на зелената транзиција, зелената економија, енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија, веќе последниве 15 години и така. Лобирам во таа насока Македонија колку што е можно повеќе да влезе во овој зелен бран на трансформација. Македонија во малку нешта реално е, да бидеме во многу, може да биде во многу сегменти лидер, значи во малку нешта е реално, може да биде во многу сегменти, не само во регионот. Сега прочитавме во меѓународните медиуми дека сме лидери во Западен Балкан. Дали е тоа реално дека според енергетската транзиција во регионот кој се нарекува Западен Балкан, Македонија е број 1? Ево од експертите да чуем. Да почнам. Зелената транзиција како таква има уште една дополнителна придавка. Се вика праведна транзиција или праведна зелена транзиција. Таа праведна зелена транзиција има повеќе сегменти кои што ги опфаќа. Меѓу другото, оној веројатно за кој што повеќе се зборува во регионот е декарбонизација на енергетскиот сектор, со тоа што производството на електрична енергија од фосилни горива треба да се префрлиме на обновливи извори на енергија. И Македонија последниве 2 години направи навистина сериозен скок во таа насока, посебно во делот на промена на регулативата и омекнување на одредени закони од аспект на побрза инсталација на обновливите извори за домакинствата и комерцијалниот сектор. И тука сме прилично силни во тој дел. Меѓутоа, праведната транзиција значи дека паралелно кога го заменувате производството од фосилни горива со обновливи извори, треба да работите истовремено и на енергетска ефикасност. Што значи тоа? Тоа значи дека треба како држава да инвестирате народот, институциите, индустријата, комерцијалниот сектор, домаќинствата, што е можно пооптимално да ја користат енергијата. Што значи треба да се инвестираат во изолации, треба да се инвестира во замена на системите за грејење и ладење. Видовме од прилигот што е една од одлична можност граѓаните да го искористат ова. Меѓутоа тоа паралелно треба да се движи нон-стоп. Не во одредени периоди, туку да се даде на граѓанинот и генерално на општеството, да не се чека да има континуитет за да може да се искористат овие. Тоа е едното и последната исто така може би една од најбитните карактеристики на праведната транзиција е тоа што кога вие ќе се префрлите од сектор на фосилни, т.е. ќе го натерате секторот кој што работи со фосилни горива да се префрли на обновливи, бизнисите кои што се во тој сектор, луѓето кои што се во тој сектор, пополека ќе остануваат без работа. Целата оваа транзиција, и затоа се вика праведна е, никој да не оставиме позади. Треба овие луѓе да се најде начин како ќе се трансформираат нивните работни места, да се префрлат и тие, дали во некои сродни сектори, дали во секторот во зелената економија и така натаму. Или ќе бидат преобучени. Или ќе бидат преквалификувани и преобучени, така. Меѓутоа, затоа викам, зелената транзиција има малку повеќе аспекти од тој дел, не е само делов со обновливите извори, туку делот со енергетската ефикасност како многу битен и делот со преквалификација на луѓето кои што работат во овој сектор. Во каква мера е застепен инвестицијскиот бран во нашата земја кога се опрашање алтернативните извори на енергија? На кој извор е најнасочена Македонија? Ја мислам дека е прилично јасно и прилично е зборувана, прилично може да предпостават граѓаните дека фотоволтаиците се како топ тема во
во секторов. Последниве, како да кажам, 21, 22, 23 година навистина се направи голем бум. Мислам дека имаше информација 399, околу 400 мегавати издадени лиценци за обновливи извори на енергија, што значи тука имате повеќе различни видови, не се само фотоволтаиците. Меѓутоа, во просек, ако земете дека 700.000 евра вие 1 мегават да го изградите, ако го помножите тоа по 400, ќе добиете некаде околу 280 милиони евра инвестиции, претежно, да не кажам, скоро сите, од приватниот сектор, од надвор, дојдени или од Македонија овдека, од инвеститорите. Така да, ова се движеше со силни чекори овие неколку години, меѓутоа, заради стохеистичката природа на обновливите извори, поточно заради нивната проблематична предвидливост, кога ќе произведуваат, кога не, самата мрежа има технички капацитети. Мислам дека Македонија веќе направи чекор назад и почнува овие инвестиции во обновливи извори да ги намалува, се додека не обезбедиме подобар систем кој што ќе може да ги прими овие обновливи извори, така да во следниот период очекувам малку забавување во овој дел, посебно во делот на фотоволтаиците. Мора да се има бекап, нели, за да не останеме без енергија? Така, мора да се има соодветно балансирање на системот. Еден од плановите што го имаше државата беше точно пумпната хидроакумулација што имавме Чебрен, кој што не излезе. Таа требаше да функционира како голема водена батерија. Меѓутоа, да речем, има и некои други интересни решенија. Србија изгласа закон сите што ќе инсталираат обновливи извори да мора да инсталираат истовремено и до 20% батериски систем, кој што ќе го помогне балансирањето на системот. Така има начини како цело тоа да се направи, меѓутоа се додека не промениме во делот на регулативата, мислам дека малку ќе забави инвестицијскиот циклус. Да, регулаторната комисија за енергетика минатата година издала точно 399 лиценци за 399 мегавати за производство на електрична енергија од обновливи извори. Нашите закони или поточно спроведувањето на законите кај нас оди бавно и инертно, тоа е реално и од тоа не смееме да се криеме. Каква е законската регулатива на оваа тема? Дали го поттикнува овој сегмент или го поттиснува? Дали дава добри услови законот? Дали дозволува добри услови? Знаете како? Зависи во кој дел, ајде да ќе кажам. Она што беше направено и беше навистина поздравено и од енергетската заедница, беа последните измени на законот за енергетика во делот на приклучоци на домакинствата и на малите, да речеме, централи, потребни на комерцијалните објекти. И се воведе така наречен просјумер или потрошувач-произведувач. Што значи производство за собствените потреби, меѓутоа доколку имате вишоци да можете да ги предадете во мрежата на системот. И ова најде на одличен одзив и кај граѓаните, меѓутоа и во делот на бизнис секторот, и тоа се искористи. И мислам дека и треба да се искористи понатаму. Но имаме многу во делот на регулативата каде треба да ги подобриме. Треба да ги подобриме административните процеси, треба да ги подобриме времињата во целото тоа. Треба да се синхронизираме помеѓу сите институции. Повеќе институции се тука офатени, не е само една, така да правиме чекор напред, меѓутоа имаме уште доста во тој дел. Сега транзиција велиме, дали транзицијата се однесува само на големите комерцијални чинители, бидејќи нивиме секако полесно да се трансформираат со оглед на тоа дека располагаат со средства со инвестиции, средства за инвестиции, или пак може и обичниот човек да влезе во овој систем, може ли едно простечно, иако сега веќе не знаеме што е простечно семејство во Македонија од повеќе аспекти, дали може да си дозволи енергетска транзиција, па барем малку да биде понезависно од енергетскиот фактор кој што е во државата? Енергетската транзиција како таква буквално го опфаќа целото општество. Че тука се вклучени и делот за производство на електрична енергија, делот за пренос на електрична енергија, делот за дистрибуција, потоа се вклучени самата индустрија, комерцијалниот сектор, домакинствата, буквално сите се вклучени во самиот еден процес. Домакинствата
ќе бидат под притисок да се трансформираат од аспект да бидат што е можно првично поефикасни, а потоа да ги заменат посебно системите за ладење и грејење, кои што се едни од најголемите потрошувачи во домаќинството, со енергетски ефикасни. Да, климатизерите се едни од нив, меѓутоа, она што Европа го увиде како сериозна технологија, вредна да се поддржи, тоа се топлинските пумпи. Топлинските пумпи како такви имаат огромна ефикасност во делот на ладење и грејење, подобра е од овие што се на климатизерите, и затоа се поддржува со сериозни субвенции во нивно инвестирање. Домаќинствата, комерцијалниот сектор и се друго останато. Значи, целата таа декарбонизација од тоа што постои кај нив со години инвестирано во гасни котли за грејење поточно, сега тоа се трансформира во електрификација со топлински пумпи. Да, може, меѓутоа, јас би кажал, ова е скап спорт. И без соодветна помош од државата, од фондовите или било какви други финансиски инструменти, ќе одиме многу бавно. Тука има уште еден сегмент, уште еден фактор, а тоа е Ева на Македонија, Македонското акционерско друштво за производство, трговија и дистрибуција на електрична енергија. Колку е Ева на Македонија подготвен како фактор да соработува со, условно кажано во наводници, надворешниот фактор, односно оние кои што ќе дојдат други нови да произведуваат струја? Постои ли тука некој начин на регулатива, на законски прописи, да не биде оштетен никој, ниту една страна? Така. Знаете како? Ева на Македонија како субјект има регулирана дејност. Што значи таа регулирана дејност, имаме законски, има закони, има правилници, има правилник за пристап до мрежа, мора да се приклучите, мора да ве прифатат да правите. Меѓутоа, од друга страна треба да разбереме дека самиот енергетски систем, Евана ја води дистрибутивната мрежа, има технички капацитети, колку тоа може да го направи. Затоа беше многу интересен моментот во делот на просјумери, каде што вие ќе играте истовремено енергијата што ќе ја произведувате на лице место за вас, за ваши потреби ќе ја користите, а само вишоците ќе успеевате да ги продавате. Во тој случај мислам дека Евана нема никаков проблем, бидејќи на било кој начин вашиот приклучок тоа веќе и го овозможува да течат тие количества на енергија. Меѓутоа, доколку мислевте од аспект на големи централи да може да се приклучат, тука веќе ситуацијата е малку поразлична. Треба поголем развој и инвестиции во овој енергетски сектор и не верувам дека е секаде тоа можно. Од тие причини, пред да инвестирате во обновлив извор или поточно во фотоволтаична централа, мора да добиете мислење, позитивно мислење дека доволно има средства на таа точка каде што сакате да се приклучите, Евана да ви даде позитивно дека можете да го искористите слободното место и да ја предавате таа енергија. Така да ова треба да има се уште можности тоа да се развива, меѓутоа од аспект во домаќинствата и овие просјумери што ги викаме, дефинитивно тука ситуацијата е регулирана и не гледам никаков проблем. За крај да финишираме, може ли на земја, може ли Македонија, која што има многу природни богатства, многу природни ресурси, може ли да биде, тоа е наша желба, да биде апсолутно независна енергетски, само доволна да биде, што во реалноста е и невозможно, меѓутоа имаме ли капацитети, во голема мера да придонесеме да бидеме сами своји газди во наводници? Може би ќе ти изненадам, одговорот кратко е да. Првишниот. Зошто? Многу во спомна. Имаме ресурси. Кога зборувам под ресурси, не зборувам само под природни ресурси. Имаме делумно и вода, сонцето го имаме како такво. Меѓутоа имаме и човечки ресурси кои што ова можат да го изведат. Имаме одлична инженерска фела која што јас викам треба да искористиме барем она знаење кое што е останато од претходното искуство, од претходната држава од Југославија, да го искористиме и да направиме нешто. Каде го гледам повеќе проблемот? Волјата на државата и перманентноста во извршување на одредени работи. Мислам дека доколку константно нешто правевме во енергетиката,
голем дел, можеби не 100% независни, меѓутоа во огромен дел Македонија ќе беше енергетски независна држава. Ќе констатираме дека дисциплината е поважна од потенцијалот, дека мора да има дисциплина во животот ако сакаме да одиме напред. Игор Панчевски, електроинженер, гостин во Македонија на утро на тема Македонија на врвот или лидер во Западен Балкан според енергетската транзиција. Благодариме. Вратата на нашето студио е отворена. Ова е неисцрпна тема, се гледаме повторно. Ви благодарам на поканата, се гледаме.